И 200 км без бензинска, бара ми свети веќе црвено. GPS-от телефонот не ми работи заради прегревање. И добро утро на сите и добре дојдовте во уште едно видео. Ова видео е од Тунис веќе, денес прв ден каде што ќе возам убаво низ Тунис. Сега излегов од сместувањето. Сега прво ќе одам до едно градче Хамадет, ќе направам тука пауза, ако најдам мобилен оператор да земам и сим картичка со интернет. А исто така и пари треба повеќе да сменав, со ноќти на граница сменав 100 евра. А иначе не знам дали ви кажав, 100 евра, односно 1 евро е еднакво на 3,3 туниски динари. Значи тука користат динари. А иначе патот, планот за денес е Хамамет, после покрај Манастир, покрај Суса, покрај Сфакс, кон Габес и финално во Матмата, каде што имам и резервирано сместување. Односно, не би рекол хотел, бидејќи е интересно потрадиционално малце од тоа што гледав, но е сепак сместување. И веќе со тоа ќе бидам на прагот на пустината Сахара. Ова е иначе главниот град на државата Тунис, градот Тунис. На македонски исто го велиме и градот и државата. Иначе хотелчето, не ви кажав, го платив 25 евра с ношти. Беше солидно, малку старско, но за една ноќ поминување беше доволно. И најголемата предност тоа што имаше паркинг приватен заграден, така да не го дувам толку моторот. Пристигам на Патарина. Дали е со човек секаде тука, не знам. Да. Да видиме дали ќе можам со картичка да платам. И колку пари ќе види. И јас платив 1,4 динари, што ви се некаде околу 40 центи можеби, што е некаде околу 25 денари за една Патарина, што реално не е скапо. Влегов јас во Хамадет, се движам кон Мало Хамадет, барем така мислам дека се викаат тие. Има 3 Хамадетчина, едното е голем, другото се помали. Ајде, нека помини брза колата. Ева иначе интересно хотелче може, не знам нешто како зграда, ама лично е. Може додам? Да, веројатно. Ова е веќе како што одам, наближувам кон брегот на морето. Веќе станува посредено, некако по-дотерано, по-модерно ќе речам. Ова е значи градот Хамадет. Туристичко место е, веројатно се гледа што ме вака средено, плюс тука е и плажата, така да сега да најдам некое солидно место тука за да направам пауза. И да јадам и да пијам едно кафе, оти да не. А ако најдам тука и именувачница или мобилен оператор, и тоа ќе види многу добро.
Гледам многу барови има одлево на плажите, меѓутоа делуваат некако како да се затворени, како да не работат. Можно е само сезонски да работат во текот на летот. Но ќе завртам и од другата страна, ќе видам подетално како и што е. И пијав јас едно еспресо тука и зедов вода 1,5 кг. Многу беше убаво за седење, значи брегот е многу голем, морето е убаво, не знам поинаква е нешто бојата. Платив 7 динари за водата и еспресото, што се околу 2 евра некаде. Така да една солидна цена, сепак ова е туристичко место, иако е надвор од сезона. Сега да најдам една бензинска да турам бензин. А иначе пред да дојдам, не ви кажав, учев малце туниски, арапски, бејќи иако во цела Северна Африка и Блискиот Исток зборуваат арапски, арапскиот не е ист во секоја држава. Например, овде од Тунис е под влијание на францускиот јазик, со оглед на тоа дека Тунис е поранешна француска колонија. Има зборови кои, односно не зборови, многу, скоро и цел дијалект, да речем, многу поразличен. Например, за фала на стандарден арапски се вели шукран, а на туниски арапски се вели ајшак, значи целосно различни зборови, но се разбираат сите доколку зборуваат стандарден арапски јазик. И сношти јас кога ме однесе рецепционистот во собата и кога му реков на туниски арапски ајшак, чајакот ме гушна. И сега со бајлево му реков бислема, што значи чао на туниски исто арапски, имаш уште еден, се изнасмеаја. Мислам од радост да речем, не нешто за мајта. И така да интересно беше. А дојде време јас да турам бензин. Прво турање на бензин во Тунис. Ассаламу алейкум. Фу. Карт? Карт? Ајшак. Значи турив 12 литри бензин, што ме фати 31 туниски динар. Тоа се околу 8 евра некаде. Значи 8 евра се околу 500 денари. Значи со 500 денари турив 12 литри бензин, што значи литарот е некаде околу 45-46 денари. Што е навистина многу добра цена, не можам да речам дека е скапо нормално. И тука ми дадоа, зедов нешто како карта. Вајда после ќе треба да го платам.
дојде време да направам една пауза. Имав јас мини срцев удар пред малку, моторот не ми фаќа контакто, гледам клучо ми го нема. Гледам джепот кај што го чував клучот дупнат. Реков. И ми беше паднат во палтото, ама внатре фактички не испаднал надвор од палтото. Има, да речем, 2 слоја палтото меѓу надвор и внатре, ова натре, ама најдолу скрос ми беше паднат, го најдов. Не се помина то. Сега некој повесветно место да му најдам. Иначе јадев една кифла благо, не знам колку пари беше, од причина што железните многу нејасни му се, не знаете по колку пари се. И само му дадов, му покажав со раката, зеде колку што требаше, така и на патарините направив. Така да сега продолжувам. Овде патот е затворен. Сега проблемот кој е тука? Ќе можам да завртам. Веќе над 150 км, може би 200 тука негде нема бензиска. Јас имам гори уште за не знам 50, може би максимум 100 км. И бензиската најблиска што ја најдов на Google Maps е на 33. Ау, еве го на муавето црвено веќе ми светна. И сега јас морам да најдам бензиска. И 200 км без бензиска, барам ми свети веќе црвено. Сега ќе одам во градот Габес. GPS-от телефонот не ми работи заради прегревање. Бидејќи навистина станува жешко, како одам на југ, така станува се пожешко. И сега така ќе одам познатите кон Габес да најдам бензиска. И конечно гледам една бензиска тука. Конечно турив бензин, матмат има бензиска, таму ќе турам пак и едно шише ќе си наполнам за секој случај. А треба менувачница да најдам, оти тешко дека со евра ќе можам да плаќам или со картичка тука негде. Не знам зошто не сменав поќе пари на граница. Ама по друга страна прво ќе менував 50 евра, ама сменав се премислив 100 евра, така да парно 100 што сменав 50 имав се ќе ми беа потрошени. Сега може би попат додека одам ќе најдам менувачница, ама не ми се верува. Прашав едно човече за менувачница, рече следи ме. И сега одам па него да ме однеси кај менувачница. Најдов овде една затворена, најдов и банка, и таа е затворена. Сега да видам човекот кај ќе ме однеси. Јас сосем изумив, денес е недела, затоа и ништо не работи. Тоа е тоа, продолжувам кон Матмата. И продолжувам јас кон Матмата, може би ќе има таму менувачница, може би во Ксаргилане ќе има, сепак тоа е туристичко место. Иако мало, останува да видам. Ќе пробам и со евро да му платам ако сакаат во сместувањата. Така да сега продолжувам кон Матмат, имам уште 38 км за возење.
Интересни патчиња се ови многу, само што да не беше асфалтот толку ракпав. Бидејќи премногу е рапав и го навалувате малку моторот и го сеќате лево десно зашетува. И малце се тресите. Гледајте само подржачот колку вибрира. Пристигнав јас во градчето Матмата. Баш потсеќа на едно афричко, да речем, градче, со така со ниски куќи, со горе равни како со тераси. Има аптека, има маркет, уште менувачница да има и ќе нема како место. Хотел Мархала, уште да го најдам хотелчето. Yeah, one of them is a little bit more. Which is with egg, sorry. It's with egg. И тука иначе плаќам 22 евра, за вечерата приплатив уште 8 евра, ми рече ако сакам, не беше морално. Ајде си реков секако тука сум бидејќи селце, нема нешто многу избори, ако видов едно ресторанче. Вечерата, значи, немаше што немаше. Прво супа ми донесоја, заедно со ориса која што беше прелута, малку макнав и не можев поќе. После со тој леп ми донесоја. И јас не знаев дека уште ќе се носи јадење. И јадев поќе леп, ај реков да се најадам, едно време носи една како кифла. И добро, ајде реков и кифлата. И после кифлата носи и стек со шпагети имаше, со помфрит компири и салата имаше. И плюс донес цела пајнца една со салата, со компири, со печурки, со нешто, не знам. Ко знаеш, имаше, не ја ни пробав, ама јадење во секој случај беше премногу. И на крајот нешто благо ми донесоја. Тврдо беше, ама од цимет убо беше, премногу благо. И, значи, не изјадов све, ни пола не изјадов, ама се прејадов. Сега утре имам и појадок тука и појадокот може да е нешто големо, ќе видиме. Во собава е доста свежо, надвор е топличко, убаво е за мерак, ама овде само што ќе влезете одмало ладовина ве обвива. И ова сигурно во јули и август, онамо кога над 40 степени е тука температурата, сигурно е многу убаво за спиење. И тука можем да го одјавам ова видео, доколку ви се допадна притиснете лайк и доколку веќе немате притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.